Почитувани дами и господа, почитувани гости, дозволете ми да ви посакам најнапред едно срдечно и топло добре дојдовте во убавата Битола на еден вако важен настан кој се организира по втор пат во организациониот одбор кој припаѓа на ЗОЕМПОК, заедницата на македонците протерани од Егејскиот дел на Македонија, конференција посветена на состојбата на македонските малцинства во соседните земји, кој се одржува 5 и 6 ноември во Битола 2011 година. Дозволете најнапред во името на организациониот одбор да го повикам председателот доктор Никола Костурски да земе збор и да го поздрави овој собир. Дами и господа, почитувани браќи и сестри од сите краишта на Европа, односно на Балканот, каде што ни има како македонци. Чест ми е да ја отворам оваа конференција, која е посветена на правата, односно состојбата на македонското национално малцинство во соседните земји и да направиме еден преглед за 14 години, дали нешто се поместило во тие 14 години. 1997 година на 30 ноември за прв пат организиравме на таква конференција во организација на Сдруженијето на македонците од Егејскиот дел на Македонија, одржана беше на Попова шапка, каде што присуствуваа представници од сите национални малцинства во соседните балкански земји и од националните малцинства од Република Македонија, освен албанското национално малцинство. На оваа конференција сакам да ги поздравам сите делегации кои што дојдоа од соседните земји, од Егејскиот дел, односно од Грција, делегацијата од Виножито, делегацијата од Бугарија, представувана и водена од господинот Стојан Ѓорѓиев, делегацијата од Косово, од Гораните, делегација од Голо Брдо Албанија, делегација од Мала Преспа Албанија, делегацијата од МЕД, тоа е Македонско егејско друштво од Врбник, со седиште во Билишта, делегатите од Република Србија, кои што се представени со повеќе здруженија и од Советот на македонската заедница на македонците во Србија, како и сите гости кои што сте добродојдени да следите работата на оваа конференција. За да може да почне со работа конференцијата, би било потребно да одбереме едно работно председателство, кое што е предвидено како председател да бидам јас, Костурски Никола. Кој ти се другите? Литовски Александар, од Битола, Лјоровски Димитар Зомбаковски, од член на Виножито во Грција, Едмун Османи од македонците во Албанија. Повелете да си го заземите работното место. Османи и Лјоровски и Вомбаковски. Воедно ја користам, Османи повели, ја користам оваа прилика, денешниот ден е верски празник на македонците со исламска вероисповест, да им го честитам празникот Курбан Бајрам. Поздравите да ги најавам, а не е Фросина? Фросина ме јави. Така. Ние сме цврсто убедени дека успехот на борбата за македонски човекови права зависи пред се од единството на македонците во Грција, Бугарија, Албанија, Србија и Косово, и сметаме дека одржувањето на оваа конференција значајно ќе придонесе за постигање на таа важна цел. Срдечни поздрави од Австралиско-македонскиот комитет за човекови права со почит доктор Крис Попов. Телеграми со ваква и слична содржина до оваа конференција испратија и друштвото Илинден од Тирана, Република Албанија, во име на Никола Ѓурѓа, како и господинот Горан Торбаков, кој е представник за диаспора при владата на Република Македонија. Им благодариме што денес барем со душа и срце се меѓу нас.
Дозволете сега да го најавам говорникот кој ќе биде уводничар со особена чест и задоволство на оваа конференција. Би ја најавила професор, доцент, доктор Фросина Ташевска-Ременски, која ќе зборува за односот на Република Македонија кон прашањето на правото на македонците во соседните земји. Повелете. Мене ми припадна честа да бидам еден од воведничарите на ова многу значајна конференција како за човековите права, а особено за правата на македонското национално малцинство во соседните земји. На самиот почеток дозволете ми и мене како и на организаторите да им го честитам Курбан Бајрам на представниците на припадниците на муслиманската вероисповест и да повикам од ова место, еве, сите ние малку почесто и малку повеќе да се видуваме во годините што следуваат. Верувајте, кога ме информираа за организирањето на оваа конференција и за темите на кои што треба да говориме, јас природно некако ми се наметна и потребата малку повеќе да зборувам за темата. Меѓутоа, верувајте дека со оглед на времето кое што го имаме на ограничено за излагање, јас ќе зборувам за односот на Република Македонија кон прашањето за правата и положбата на македонците во соседните земји. Зошто го велам ова? На многу средби, научни конференции, стручни дебати, медиумски излагања и така натаму, јас некако природно евалуирав и дојдов до ова прашање, бидејќи многу често зборуваме за тоа каков е односот на Република Бугарија, Република Грција, Република Албанија, Република Србија, еве сега и Косово го веведуваме како наш северен сосед во анализите за положбата на македонците и на нашите, да кажеме, таму. Многу малку зборуваме колку Република Македонија ја исполнува незината уставна обврска за грижата за социјалните, економските и културните права на македонците. Знаете, ние во науката малку подруго пристапуваме на прашањето. Од кој аспект? Секогаш кога ќе имаме меѓународни стручни научни конференции за човековите права, ние некако избегнуваме да зборуваме за малцинските права, особено за нашите во соседството. И некако зборуваме од Охридски рамковен договор наваму, зборуваме за малцинските права и за положбата на македонците во Грција низ призмата на спорот за името со Република Грција. Ќе се присетиме за прашањето на македонците во Бугарија, кога ќе имаме информација за тоа како Европскиот суд одговорил и решил по прашањето за спорот со Омо Илинден Пирин. Ќе се сетиме за македонците во Албанија, кога ќе зборуваме за нивната тешка социјална економска состојба во реоните на Голо брдо Преспа и кога ќе зборуваме за нашите стипендисти студенти во Република Македонија и во контекст еве на пописот. Ќе зборуваме многу малку за македонците во Србија, некако природно ни бега таа тема заради религиозната блискост со мнозинското население во Република Србија и некако ни бега обврската на државата. Јас верувам дека сите ние како македонци, сите ние како граѓани на Република Македонија, но и како представници, председатели на здруженија, имаме забелешка по тоа прашање. Во кој контекст го говорам ова? Сите конференции кои што се организираат, зборуваат за состојбите на македонското национално малцинство и на граѓаните, државјаните на соседните земји кои што себе си се декларираат како македонци, некако прашањата им ги оставаме на здруженијата, на невладините организации. Многу малку имаме државна дебата по овие клучни прашања. Многу малку од прашањата на кои што треба билатерално да пристапиме, некако ги оставаме до здруженијата да ги промовираат и да ги буткаат. И тука изостанува и логистика, и финансиска поддршка, но јас би рекла и национална стратегија за дипломатска комуникација во однос на она што ние како Република Македонија го имаме како права и обврска кон нашинците во соседните земји. Во периодот од 2004 до 2008 година, кога работев на
докторската дисертација која што се однесува за правата и положбата на македонците во соседните земји, за кој што и добив Гоцеделчева награда во 2008 за наука. Многу податоци се исцрпени во тој контекст. Во оваа книга се поместени состојбите на македонците во соседните земји од 913 до периодот 41, од 41 до 91 и современите состојби од 91 до 2006 година, заклучно со оној истражувачки период кој што јас го имав. И тука има бројни статистики, многу бројки, но главното нешто на кое што сметам дека и Република Македонија како држава треба да го има во предвид кога ќе зборуваме за правата на македонците е механизмите кои што ние ги користиме како алатки во промовирање на загриженоста и грижата за правата на македонците во соседството. Рамковната конвенција за заштита на националните малцинства на Советот на Европа. Многу малку, дури во декларацијата, јас би сугерирала на организаторот да ја именува малку попрецизно кога ќе се обраќа на меѓународната заедница, бидејќи таа стапи во сила на 1 февруари 1998 година и представува единствен правно обврзувачки мултилатерален документ на Советот на Европа кој што ги обврзува сите земји од Европа и пошироко кои што ќе ја потпишат и ќе ја ратификуваат во своите парламентарни домови, имаат обврска да направат промена и измена, значи измени и дополнувања на позитивното законодавство, значи по онаа хиерархија на сите закони кои што ги допираат малцинските права. И колку за ваша информација, сите наши соседи во одреден временски период пристапија кон ратификување, потпишување на Рамковната конвенција за заштита на националните малцинства. Единствено Република Грција, која што ја потпиша Рамковната конвенција во 1997 година, е една од малкуте, ако не и прва, во она низа од 3 земји членки на Европска Унија, која што не ја ратификува Рамковната конвенција за заштита на националните малцинства, иако е членка на Европската Унија. Република Бугарија тоа го направи во 1999 година, Сојузна Република Југославија, подоцна Србија и Црна Гора тоа го направи во 2001 година, Република Албанија тоа го направи 1999 година и стапи во сила во 2000 година. Ако се следи логиката на членовите во Рамковната конвенција за заштита на националните малцинства, ќе ги видиме сите потребни механизми за заштита на малцинствата во земјите во кои што тие живеат и така натаму. Но она што мислам дека недостасува е нашата промоција и нашата грижа, учеството на нашиот невладин сектор во соседните земји кои што ги промовира и застапува правата на македонците, е како да ги искористат механизмите за мониторинг на спроведување на Рамковната конвенција за заштита на националните малцинства. И тука потфрлуваме. Во кој контекст? Комитетот на министри на Советот на Европа е телото кое што е задолжено да ја следи примената на Рамковната конвенција за заштита на националните малцинства. Таа преку Советодавниот комитет излегува со препораки, бара информација од државите како се спроведуваат одредени членови од Рамковната конвенција, но како информации може да ги бара тие информации и од невладиниот сектор, односно сите заинтересирани организации, здруженија и поединци кои што имаат што да кажат по прашањето на остварувањето на правата, човековите права, но пред се малцинските права во земјите, имаат право да излезат со свој извештај. Во меѓувреме што се случи? Значи Република Албанија, иако ние нели во многу нешто и ја критикуваме во делот на практиката или она што значи стварно право и спроведување на политики кон малцинствата, ги направи можеби најсуштествените промени во делот на подобрување на легислативата која што дозволува поголема партиципација на малцинствата во она што значи јавен, општествен, политички живот и така натаму. Не е идеална сликата, напротив, зборуваме за нешто што понатаму треба да се промовира и треба да се настојуваме да се подобри ситуацијата. Република Албанија
во дефинирањето на групите кон кои што ќе ја применува рамковната конвенција не го спомнува македонското национално малцинство, бидејќи него и ни признава. Република Србија го спомнува, меѓутоа друг е проблемот со македонците во Србија, а тоа е драстично намалување на бројот на последниве два пописи. 91-та година бројот на македонците во Србија е 46.000 и нешто, за да на последниот попис 2002 тој е скоро преполовен и брои 25.847. Она што останува како прашање. Колку здруженијата на македонците во соседните земји имаат правна помош, финансиска помош и логистика од Република Македонија за да се вклучат поактивно во подготвувањето на извештаите кои што ќе дојдат до Комитетот на министри на Советот на Европа и советодавните комитети, заедно нели со другите меѓународни организации кои што во своите програми се залагаат за промовирање на човековите или малцинските права, вклучително тука и Хелсиншкиот комитет кој што во Република Бугарија и во Република Грција единствено е една од организациите кои што може би единствена која што вели дека во тие две земји постојат различни етнички значи припадници на групи кои што не припаѓаат на доминантната национална мнозинска група Грци или бугари. Во тој контекст мислам дека Република Македонија треба малку повеќе да ја промовира или да ја изгради, ако ја нема, но не ја препознавам, стратегијата како ќе им помогне на здруженијата и како во соседните земји, но и во Република Македонија, кои што во своите програми и статуси се залагаат за промовирање на правата на македонците, а преку тоа и промовирање на идентитетските елементи кои што во овој современ политички, меѓународен, регионален контекст за Република Македонија се многу важни. Зошто го говорам ова? Имаме неколку случаи во кои што можеме да го видиме односот на државата кон ова прашање. Уставно промовираната обврска за грижата на македонците во соседните земји за нивните социјални, економски и културни права, дури и да не ја препознаваме, бидејќи многу малку се препознава во она што значи државна политика, во делот на надворешната политика. Сето она што го правиме пред се припаѓа на и е во заслуга на здруженијата на македонците кои што го промовираат ова прашање. Политичките права во Уставот на Република Македонија се изоставени заради немешањето во внатрешните работи на соседните земји и она што значи политичко организирање заради остварување на политичките права и така натаму. Меѓутоа, ние многу малку правиме на културен план, многу малку правиме на социјален план. И знаете, тоа е природно чувство кај човекот, кога ќе бидете изложени на полето да се борите со ветерници, кога ќе ја немате поддршката и сигурноста пред се екзистенцијална за она што значи промоција на македонизам, промоција на македонско прашање. Нормално е дека ќе има и латентност помеѓу членовите на здруженијата и она што значи охрабрување на сите кои што сметаат дека треба да се проговори јавно и погласно за ова прашање. Она што е интересно, Република Македонија, ова е како критика, сватете го така, бидејќи е критика, колку Република Македонија се јави како страна во спорот со Омо Илинденпире. Ќе ви дадам еден податок. 2010 година, во ноември месец, стигна пресудата од Европскиот суд за човекови права во случајот Здруженијето Ратко против Република Македонија. Република Македонија како држава беше судена затоа што не го регистрираше Здруженијето Ратко заради антинационалните програмски определби и статутот на Здруженијето и го отфрли регистрирањето, го одби, значи, судското решение и Здруженијето Ратко го оствари
условно кажано, правото за поднесување на жалба, односно тужба против Република Македонија до Европскиот суд за човекови права. 2010 година Република Македонија ја доби пресудата, го доби решението од Европскиот суд, на кој што имаше право на жалба во рок од 15 дена. Намерно или случајно, решението остана во фиоките на Министерството за правда и ние, како Република Македонија, го испуштивме рокот за поднесување на жалба. Што значи тоа? Нашата судика во Европскиот суд за човекови права Мирјана Трајковска-Лазареска, како судика на Европскиот суд, е единствената што гласала против решението, бидејќи наведува прекршување во процедурите, дека Сдруженијето Ратко не ги искористило сите правни лекови во Република Македонија за да оствари право на жалба пред Европскиот суд за човекови права, но ние го имаме решението и е тоа веќе правосилно. Не знам колку сте запознаени со тој момент, меѓутоа прашањето со Ратко допрва ќе се отвори преку правата на бугарите во Република Македонија. Тоа ќе биде регистрирано прво како Сдружение на граѓани, а потоа ќе прерасне во политичка партија. Зошто го зборувам ова? Ова не го зборувам за да искритикувам Република Македонија во незиното непостапување по незините права по однос на таа процедура. Ова го зборувам во контекст на тоа колку ние како Република Македонија учествуваме како трета членка, трета страна во спорот на нашите здруженија пред Европскиот суд за човекови права, во контекст на тоа дека Република Бугарија е третата страна во спорот со Ратко и Република Македонија. Тука ние како држава потфрлуваме. Потфрлуваме во многу нешто, потфрлуваме и во тоа. Од тука, без да навлегувам во детали за она што значи однос на државата кон прашањето на малцинствата, на нашето македонско малцинство, јас би кажала, можеби и би отворила неколку теми, еве колку да побудиме дебата во која што не алудирам дека сите ќе имаме исто мислење, меѓутоа како прашање убаво е да ги отвориме. Дали Република Македонија има стратегија за промовирање на потребата од заштита на правата и положбата на македонците во соседството, надвор од националните рамки во Република Македонија и она што значи промовирање на таа политика во Република Македонија. Понатаму, несоодветните механизми за промоција на идентитетските елементи, јазикот, културата, традицијата, историјата и се она што значи за Република гледано одвнатре како Република Македонија, како граѓани на Република Македонија, да, но колку таа промоција им користи на здруженијата надвор и колку се тие заштитени или незаштитени од реперкусиите на таквата промоција на идентитетските елементи во Република Македонија. Недоволната финансиска и логистичка поддршка на граѓанските организации и здруженија кои што ги промовираат историските факти и правните факти за положбата на македонците во соседните земји и она што значи македонско прашање. Недоволна или несоодветна медиумска продукција за она што значи состојба на македонците во соседството. Понатаму, треба да се работи на подигање на свеста на државата за потребата од систематски пристап во надворешната политика по прашањето на положбата на македонците, затоа што има многу прашања кои што не треба да бидат оставени да ги отвараат здруженијата на граѓани, туку државата е таа што може да ги отвори преку незината обврска за грижа за македонците во соседството и она што значи отварање на тие прашања на билатерално ниво. Јас ќе завршам со овие мои констатации без премногу да должам, бидејќи имаме ограничување и на времето. Примете ги овие мои ставови по однос на ова прашање повеќе како еден поттик за дискусија, колку ќе бидеме насочени кон државите надворно, колку ќе бидеме насочени кон самите себе, колку ќе знаеме да ја препознаеме грижата
на нас самите, но и на државата кон она што значи македонско, македонци. Благодарам.